Кои државни институции исплаќаат дивиденда и се заслужни за огромниот скок на вкупните буџетски приходи? Од Министерството за финансии без одговор, но на веб страната стои дека под државна капа се 13 акционерски друштва, 2 доели и 14 јавни предпријатија. Во 2023 година водобивка биле АД Електрани за пренос на електрична енергија, воздухопловна навигација МНАВ, државна лотарија, Номагаз, АД за стопанисување со стамбени деловен простор, но јавните предпријатија за државни патишта, за одржување на патишта, службен весник и некои помали институции. Сите вкупно оствариле добивка од скоро 97 милиони евра. Следната 2024, најголем дел од нив работеле со загуба. И лани буџетот од нив бил во минус од 18 милиони евра. За енормниот раст на приходите во буџетот, вчера министерката Кочовска рече дека се од добивките на институциите од 2023-та. Имаме зголемување на наплата и во неданочните приходи. Што значи тоа? Тоа значи дека наплаќаме дивиденди од оние институции кои што имале добри резултати во 2023 година. Денеска финансии со нови бројки. За 3 дена во буџетот влегле дополнителни 4 милиарди денари, или 67 милиони евра. Заклучно со 11 април во државната каса се собрале 26% од планираните приходи за цела година, а во споредба со изминатите години, процентот на наплата во истиот период се движел околу 16-17%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.